Цивил медија. Почитувани, мене ми е жал што власта беше загрижена за диалог со опозицијата, ме напушти конференцијата, така да ќе имаме така малку преку камерите диалог со власта. Токму тоа отсуство на опозицијата од ваков тип на дискусии, како денес, токму тоа отсуство на дел од опозицијата, ќе кажам, бидејќи делот е тука, друг дел, ја појави потребата од промовирање на една платформа, односно програма, како би требало во Република Македонија да изгледат една нормална опозиција, која ќе дискутира за нормалноста и за нормалните теми во земјата, освен се разбира за СЕО, која е резервирана и секојдневна тема во македонските медиуми. И токму тоа е главниот мотив денес да се обратам тука, како една можност да кажеме дека Македонија има простор, има можност да погледне и поинаку врз опозицијата од она светло кое премалку го представија представниците на власта, односно опозиција која знае да ја препознае шансата и на организации од невладиниот сектор да се отвори дискусија и да дојдеме до решенија кои се многу значајни за иднината на државата, а пред се она во кое се колнеме, тоа е таа европеизација. Како би сакал да почнам да зборувам, за да бидам пократок, прво се затекнав доста изненаден од тоа што представникот на СДСМ, мислам дека беше подпредседател Манчевски, информира дека СДСМ стои на ставот за една изборна единица. Тоа го сметам повеќе за декларативно отколку за искрено, бидејќи веднаш тука има една звездичка која вика но дуи не сакаат. Ако ги прашаш дуи, викаат не, ние сакаме, но ВМРО не сака. И тоа е така еден круг, јас би го нарекол несреќно договорен, и таа дебата мора искрено да ја отвориме, бидејќи декларативните заложби нема да донесат ништо во делот на вистинска демократизација, длабока демократизација на македонското општество. Или би рекол, владата многу зборува, малку прави. Што е значајно за големите партии? Тоа е дека покажа исклучителен недостаток на демократски капацитет, особено лидерствата, на дел од лидерствата на тие партии, и тука џабе ќе користам аргументи да ги убедам да поддржат измени на изборниот законник со општи фрази дека се бориме за демократизација на општеството во целина. И бидејќи имаме недостаток на тој капацитет, а бидејќи имаме суфицит на интереси, ќе кажам што е во нивни интереси, што они ќе добијат доколку поддржат измени на изборниот законник во насока на промоција на една изборна единица, отворени листи и така натака и така натака. Прво, сакам да соопштам, еве како представник, бидејќи сум член и активист на ВМРО ДПМН, дека добар дел и на ВМРО ДПМН е убедено во тоа дека треба да има една изборна единица, и добар дел од пратениците на ВМРО ДПМН би поддржале такво решение. Па еве, ако се искрени господата од СДСМ, ќе може да се дојде до едноставно мнозинство и тоа да помине за кратко време во парламентот. Она кое е интересно за големите партии и е интерес на големите партии да поддржат една изборна единица, тоа е што тие се најголеми губитници во услови на 6 изборни единици, бидејќи илјадници гласови остануваат невалоризирани при пребројување на или доделување на претеничките мандати. Во таа смисла, дуи треба да биде најзаинтересирана да поддржи таква една изборна единица, бидејќи тие, мислам дека во последно време во третата изборна единица губат околу 7000 гласови и не ги валоризираат во конкретни мандати. Тоа кое постои во пракса или во ни светот како на некој начин правичен, го нарекуваат правичен пропорционален модел, е премногу комплициран за македонското општество да можеме да го практикуваме, а тоа она пожелба на партиите пренесување на невалоризираните гласови од една во друга изборна единица. Тоа е и на некој начин и шанси за малите партии да ги сконцентрираат сите гласови од Републиката во
една изборна единица за да изберат или да имаат барем еден нивни представник. Мислам дека поедноставно решение за Македонија е една изборна единица. Зошто? Бидејќи сите сме некни од младите федералисти, слушнав многу убав збор, еуфили. Како такви законати европјани, би требало да се погрижеме европскиот изборен модел да го пресликаме во Македонија, бидејќи сум убеден дека за многу кратко време ќе бидеме членка на Европската Унија и како такви треба да ги навикнеме нашите граѓани да практикуваме европски изборен модел, а тоа е една изборна единица, цела држава и отворени листи. Дури Европа оди понатаму. Сака Европската Унија генерално да направи една изборна единица. Само ние правиме ситни партиски калкулации во кои утврдуваме дали во еден град и ни одговара повеќе да биде во 5-ка или во 6-ка изборна единица. Она кое е друго значајно е стравот од конкуренција. Тука имаме двоен страв од конкуренција, како партии, и второ, лидерите се плашат од отворени листи, бидејќи може да се случи одреден лидер да добие помалку гласови од други кандидати на листата на преференции. На тој начин лидерот го губи лидерството. Но тоа е прекрасна можност за политичките партии да направат внатрешна филтрација и можност граѓаните да го изберат лидерството на политичките партии, а не наместени или фингирани конгреси. А од друга страна, можноста други политички субјекти да се појават на политичкиот пазар во земјата, ќе даде дополнителна вредност за големите партии, односно ќе ги направи конкуренцијата подобри оние партии кои денес се зачаурени во приказни од минатото. И на тој начин добиваме апсолутно решение за многу прашања. Она кое е можеби уникатно и ќе биде различно сите кои го изнесува до сега денес тука, тоа е дека не поддржувам никакви форми на позитивна дискриминација, односно законска хиперрегулација од типот толку проценти да има жени, толку проценти представници на етнички заедници, да мора да бидат распределени мандатите по избори, по градови, односно општини, така натака. Како десничар, строго застанувам на линијата на пазарна регулација. Без праг, прагот ќе го одреди количникот на последно избраниот пратеник, 120-тиот. Тоа пак ќе донесе до мобилизација на партиите да го подигнат прагот на излезеност на граѓаните, бидејќи и на големите партии ќе ни одговара да го подигнеме цензусот, на малите партии ќе одговара да го постигнат тој количник, така да сите ќе придонесеме кон поголема излезеност на изборите и поголема, како да кажам, заинтересираност на граѓаните за политиката. Понатаму, доколку имаме најмал процент на кандидати жени, тоа ќе имаме најмала поддршка од таа популација. Зошто тоа би го регулирале со законски решенија? Или ако имаме или немаме воопшто кандидати припадници на другите етнички заедници од она која е, за жал во Македонија имаме нели етнички политички партии, немаме политички партии идеолошки, што е сериозна реформа и во Инина се надевам ЕУ ќе ни помогне во таа насока. Доколку не имаме на листите представници од етничките заедници, нема да очекуваме поддршка од нив. И трето, регионализацијата. Зашто да не има овозможиме на политички партии да бидат регионализирани? Например, имаме политичка партија која својот фокус го става во Скопскиот регион. Сите незини кандидати ќе бидат од тој регион и можеби ќе успее да мобилизира гласачи. Зошто да задолжиме да има кандидати во Охрид или во Струмица? Значи, таа генерална заложба за дерегулација во таа сфера, мислам дека треба да биде добар основ за компромис на политичките партии од албанскиот, условно кажано, политички блок, кои се плашат од обврската да кандидираат своји представници во Берово или во Ново село Струмичко. На крајот би сакал само да завршам. Во демократијата е се дозволено, само не е дозволено фалсификат на изборната волја. Бидејќи изборите се власта на народот. Доколку се случи суспензија на волјата на граѓаните на избори,
односно обид за фалсификување на избори, тоа е фалсификување на волјата, односно власта на граѓаните. Тоа е најголемиот удар врз републиканското уредување на една држава. Во таа смисла, мислам дека многу малку се прави и еве се надевам дека ЦИВУ понатаму и другите невладини организации ќе отворат друга тема, а тоа е подигање на свеста во политичките партии за тоа дека најголемо злосторство врз Македонската република не е отворена дискусија по политички прашања и тоа не е предавство, туку најголемо злосторство е фалсификување на изборната волја на граѓаните. Ви благодарам многу. Цивил медија.